Добар ден, драги ученици! Јас сум професор Силвана Ѓоргов од Средното училиште на град Скопје Владо Тасевски. Денеска ќе започнеме со темата праисторија и ќе учиме за настанок на човекот. Луѓето уште во најстарите времиња си го поставувале прашањето како и кога настанал човекот. Бидејќи не биле во можност да си дадат одговор на ова прашање, тие се обидувале да дадат објаснување според своите религиозни представи, митови и легенди. Подоцна се појавила и научната мисла. Така се изградиле две мислења – религиозно и научно. Според христијанската религија, Бог го создал човекот од глина и му вдахнал душа. Подоцна, од неговото ребро, Бог ја создал жената. Тие требало да бидат бесмртни, но не смееле да пробаат од дрвото на знаењето на доброто и лошото, а тоа било јаболкото. Прво жената, а потоа мажот, пробале од јаболкото и тие станале смртни. Во ова толкување не верувале многу научници. Вистинскиот одговор на прашањето за настанокот на човекот прв го изнел во научната јавност англискиот научник Чарлс Дарвин во своето дело Потекло на човекот, каде што ја поставил теоријата за еволуцијата на живиот свет. Тој утврдил дека поразвиените форми на живот водат потекло и се развиле од понеразвиените, па според тоа и човекот имал свој предок во еден вид развиени човеколики мајмуни кои живееле пред повеќе од 1.000.000 години. Човеколикиот мајмун бил подложен на постојани промени. Во потрага по храна и подобри услови за живот, со текот на времето, прачовекот го променил и својот физички изглед. Полека почнал да се исправува, горните екстремитети му станувале пократки, тоа се рацете, влакната од телото започнале да му опаѓаат. Постепено, за да се разберат помеѓу себе, луѓето почнале да употребуваат гестови, мимики и извици. Изложени на опасности, временски непогоди и недостиг на храна, луѓето морале постојано да мислат и да се борат за својот опстанок. Па така се развило мислењето и свеста и дошло до појава на говорот кај луѓето. Предисторијата е најстариот и најдолгиот период од минатото на човештвото. Таа го опфаќа периодот од настанокот на човекот до појавата на првото писмо и држава. Предисторијата ја делиме на камено и метално време. Каменото време е најстариот период во предисторијата и основен материјал на орудијата е каменот. Според тоа, како се користел каменот? Каменото време се дели на два основни периоди. Старо камено време, палеолит, и ново камено време, неолит. Во старото камено време, луѓето го користеле каменот како што го дала природата, или грубо го обработувале правејќи камени орудија. Тие откриле дека со орудијата полесно можеле да го победат животното или ѕверот. Долго време луѓето не знаеле за употребата на огнот и на почетокот тие се плашеле од него. Се случувало понекогаш кога ќе удри гром и ќе се запали некое дрво, тие исплашено да гледаат во него. Но постепено тие започнале да се приближуваат до огнот и сватиле дека тој и не е така страшен, туку дека може да биде корисен. Па така започнале и самите да се обидуваат да запалат огин со триење на две суви дрва или со удирање камен од камен. Пронаоѓањето на огнот им го олеснил животот на првобитните луѓе. Тие започнале да го употребуваат за затоплување на отворен простор или во пештерите каде што живееле, приготвување на храна, за осветлување, па и за гонење на животните во ловот. Постепено луѓето научиле како да го обработуваат каменот и да прават орудија и оружје.
Тие го бруселе, стругале и дупчеле каменот. Периодот кога човекот започнува да го обработува каменот го нарекуваме неолит или ново камено време. Во новото камено време, луѓето се уште се занимавале со лов и риболов, па така да си олеснат при ловот, тие започнале да прават и копија, лак и стрела. Ловот и риболовот ги навеле луѓето да се населуваат покрај шумите, реките, езерата. Тие започнале да си прават и своји живеалишта, а тоа биле колиби, земјанки, покрај водите правеле наколни живеалишта, односно живеалишта на колци. Сигурна сум дека во основно образование ги имате посетено заливот на Коските во Охрид, каде што имало наколни живеалишта, или Тумба Маџари во околината на Скопје, каде што има земјанки. Но во случај, ако не сте ги посетиле овие места, може виртуелно да ги посетите преку нивните официјални сајтови и на тој начин да видите како изгледале неолитските населби. Можете да напишете Тумба Маџари, археолошко наоѓалиште или неолитско село, музеј на отворено. И веднаш ќе ви се отвори на таа страна виртуелна посета на ова неолитско село Тумба Маџари. Откако луѓето почнале да си прават живеалишта, мажите оделе во лов, а жените заедно со децата останувале дома. Така постепено жените приметиле дека од растенијата паѓа семе и од нив никнува ново растение. Тие започнале да ги собираат семињата, да ги садат и на тој начин започнале да се занимаваат со примитивно земјоделие. Додека ловеле мажите, и тие заприметиле дека некои животни се поагресивни, а некои попитоми. Па така, од тие кои биле помалку агресивни, започнале да ги припитомуваат и да ги чуваат. Тоа било почетокот на сточарството. Прво било припитомено кучето, па овцата, козата, кравата, свињата и конјот. Откако имале доволно храна, преку земјоделието и сточарството, потребата од лов се намалила. Луѓето биле сконцентрирани околу своите живеалишта. По многу години, откако површинските камења биле искористени, луѓето ваделе камења од земјата. Па така, кога стигнале до еден зеленикав камен и кога почнале да го обработуваат, тој се кршал. Но приметиле дека кога ќе го фрлат во огнот, тој ја минувал бојата од црвеникава нијанса и станувал течен. Тоа бил бакарот. Така започнало металното време. Металното време се дели на бакарно, бронзено и железно време. Бакарот бил мек и лесно се виткал, па така луѓето не биле многу задоволни од направените алатки, оружја и други предмети за секојдневна употреба. Но подоцна тие увиделе дека со додавањето калај или олово се добива поцврста легура, а тоа било бронзата. Бронзата била подобра за изработка на поцврсти орудија кои можеле подолго време да се користат. Така, бакарното време било заменето со бронзеното време кое траело 1 до 2000 години. Најзначајното откритие во металното време била обработката на железото. Во вториот милениум пред новата ера, со тоа што се започнало железното време. Употребата на железото значело и промена на начинот на живење. Полека се појавило и занаечиството и одредени луѓе се занимавале само со изработка на занаечиски производи. Изработката на орудија за земјоделието ја олеснило обработката на земјата, особено откако бил направен и железниот ралник. Начинот на војување се променил затоа што се правеле различни оружја од метал, ножови, секири и така натаму. Во металното време луѓето започнале да изработуваат и глинени садови. Грчарството овозможило луѓето покрај печена да употребуваат и варена храна. Најстарата заедница на луѓето била ордата. Ордите броеле по 30 на души и воделе скитнички живот во потрага по храна. Се хранеле со различни плодови од природата, корења, влекачи, помали животни и слично.
Во ордата немало никаква поделба на трудот, туку сите луѓе биле собирачи на храна и ловци, не постоеле брачни врски и немало семејства. Подоцна, обработката на земјата, ловот и сточарството било лесното со здружувањето на луѓето. Со појавата на постојаните живеалишта се распаднала ордата и луѓето се здружувале по крвно, роднинско сродство во мали родовски заедници кои биле наречени род. Во родот имало 100 луѓе и сите биле рамноправни, заедно работеле и заедно ги користеле резултатите од трудот. На чело на родот стоел родовски старешина. Откако ќе се намножил родот, тој се распаѓал на повеќе родови кои сочинувале едно братство. Повеќе здружени братства сочинувале племе, во кое имало по неколку илјади луѓе. Додека мажите оделе на лов, жените се грижеле за домот, родот и собирале плодови, вршеле примитивна обработка на земјата, се грижеле за децата и старите лица. Со тоа тие се здобиле со позначајна улога во обстојувањето на родот. Нејзината доминантна улога во обстојувањето на родот и кога жената била старешина на родот е период наречен матриархат. Откако орудијата за работа биле усовршени и се зголемило производството на земјоделски и сточарски производи, постепено дошло до промена на родовските односи и улогата на жената и мажот. Мажите повеќе не оделе често на лов, туку започнале да се занимаваат со земјоделие и сточарство и станале главни носители на производството во родовската заедница. Обстанокот се повеќе зависел од нивниот труд и полека тие ја превземале улогата да бидат старешени на родот. Тој период, кога мажите ја има доминантната улога во родот, се нарекува патриархат. Во првобитната заедница се било заедничко, сите заедно работеле и подеднакво делеле. Откако се развило производството и се појавиле вишокни производи, започнала размината на стока за стока. Појавата на вишок на производи и размената допринеле да се појави и приватната собственост. Најголема корист имале родовските и племенските старишини. Тие започнале да ги приграбуваат и најплодните земјишта, пасишта и полека ги одделувале своите семејства од родовите. Поделбата на родовскиот имот на семејствата значело и имотно раслојување поради нерамномерната распределба. Родовската аристократија, која често се занимавала со војување, повеќе не ги убивала воените заробеници, туку ги принудувале да работат кај нив и тоа всушност се првите робови. Откако се распаднало родовското општествено уредување, семејствата повеќе не се здружувале според крвното сродство, туку според заедничките интереси. Така настанала првата селска општина. Како се зголемувала разликата помеѓу сиромашните и богатите? Богатите се плашеле од бунтови и за да се заштитат себе си, организирале јавна власт, наречена држава на чело со владетелот. Ви благодарам на вниманието.